Врсничкото насилство како појава дисфункционална, деструктивна би рекла за децата има свои карактеристики, еве тие ќе ги спомнам за разлика од она друго однесување. И баш денес имав еден таков случај со клиент кој што кажува за неговиот син дека бил во прво оделение натепан од некое друго дете, но тоа никогаш веќе не се повторило. За жал тоа се немили настани, велам мора да внимаваат децата да не се повредат, но тука не можеме да зборуваме за врсничко насилство, затоа што немаме континуитет. Врсничко насилство подразбира да континуирано подолг временски период се случува намерно малтретирање на некое друго дете. Порано имавме додека да испадне ова технологија со телефоните и со интернетот, имавме повеќе физичка насилство. Каде што децата ни спортот, ни играта, повеќе игра, повеќе комуницира и доаѓа до повеќе физичко насилство. А сега е обратен случајот затоа што булингот на тој начин е прикриен, тешко достапен до нас затоа што децата не се отварат ниту пред наставникот, ниту најмалку пред наставникот, пред родителите можеби ќе се отворат, но најмалку пред наставникот.